Добро вечер на сите, голем поздрав од мене и добродојдовте сите на мојот канал Астрологија Плюс. Јас сум Мери. Еве, долго време веќе не сум се јавила. Како што ние сите знаеме дека секој човек од нас има некои препреки во животот, така и јас ки имав тие некои наречени блокади, што ме блокира, што имав некои препреки кои бара од мене да дадам некоја одлука за да може понатаму да се иде. Еве денеска ќе зборувам сигурно на астролошка тема и за сите оние што се љубители на астрологијата имаме денеска многу интересен разговор со една моја супер гостинка која што сум многу радосна и толку сум пријатно изненадена дека си расположена за овој онлайн разговор со мене на темата Сонцето во знакот Бик и ако си асцендент Лав. Кристина, you welcome! Како се осеќаш, Кристина? Дали си расположена денес? Да, супер сум расположена како и секогаш. Да, баш тоа ме воодушевува твојата енергија што ја имаш, таа една супер зрачна енергија. Ако си асцендент Лав, тоа значи дека ти на секого можеш, тоа е секогаш твојот прв впечаток што го оставаш на луѓето, тоа на огромна, весела, среќна енергија. Баш ме радува тука што си со мене и да можеме на некои теми што сум ја сигурно дека сум го видела твојот хороскоп и по сонцето како е поставено, по твојот асцендент имам така напишано неколку прашања што би било добро да ги одговориме и да ги разрешиме, така да може да бидат и за другите слушатели нешто, да биде за нив исто така и корисно. Еве се, каде живееш ти? Дали се тука негде во оваа планета, на кое место си? Јас сум во Скопје, во Македонија. Браво, значи ние сме, така да речеме, многу оддалечени. Да речеме, еве, од прилика, нашата дестинација ќе биде из 2000 километри. Значи, толку сме далеко, а меѓутоа сме толку близко преку онлайн, што е стварно нешто фантастично, што можеме исто така да консултираме, да се гледаме, да разговараме и да се дружиме. Во ред, ќе почнеме со првото прашање, значи ти го имаш сонцето во знакот Бик и тука го имаш и МЦ, тоа значи твојата мисија, твојата визија, твојата цел во оваа инкарнација се наоѓа исто во знакот Бик. Моето прашање на ова би гласило: каква важност има традицијата, стабилноста, природата, исхраната, јавноста и едноставно уживањето во твојот живот? Каква улога имаат овие карактеристики? Тоа значи дали е за тоа едно, тоа нешто многу, многу битно за тебе? И кое би било тоа? Најбитно за мене, нели, како Бик, Да. тоа е да има стабилност во секој случај. Да. Ако, да речеме, финансиите, затоа што, нели, и тие се. Тоа доста голема важност има, да. Да. И јас нешто многу не сум оптеретена со финансии, со тоа да сакам пари или богатство, меѓутоа, ете, ако се финансиите некаква стабилност, па може да кажеме. Тоа ти прави задоволство, така? Значи тоа те поддржува, да речеме. Што знам. Не. Од друга страна, Бикот е тој кој што сака да ужива. Да, тоа. Е најголем хедонист. Да. И можам да кажам дека да, јас како уживам буквално во храната, нели, во традиционалната, како што кажавме, традицијата, во традиционалната храна. Да. Ти сака тоа традиција, нели, е поврзано со традицијата, тој јас како Бик си сакам нешто, нели, традиционално.
што Да. нешто така се случува и да ти се повторуваат работите, Да, нели? да се повторуваат работи, точно. Да. Да, бидејќи доаѓам од Македонија, ние тука и традиционално се храниме со традиционална храна, нели? Да, да. Тоа е традиционална кујна која што буквално си ја обожаваме. Браво. Значи, тоа е тоа што се вели дека е, те речеме, нешто типично за знакот бик, затоа што има и други, што се ама многу повеќе. Ајде да речеме, 80 до 90% што се сите родени во знакот бик, але што го имаат сонцето во знакот бик, за нив е тоа стварно исто тоа што го кажа сега и за нив е тоа исто така многу битно и важно. А како е со природата? Дали уживаш кога си на пример во природа? Јас многу сакам планина. Многу сакам да одам на планина, да шетам покрај река, езеро. Например, кога се оди на одмор, нели сите на одмор сакаат да одат на море и да се бањат. Не, јас сакам да одам на планина, да ги слушам птиците, секое цвеќенце да го видам, да го помирисам, да го допрам. Се радувам, буквално се радувам на убавините на природата. Браво. Значи, тоа е тоа. Значи, секој бик ствари ужива во природата и тоа е она што е градината, цвеќината, дури сакам, јас живеам во стан за жал, но да имам куќа и да имам двор, сигурно ќе одгледувам градинарски производи, сигурно. Тоа е тоа. Затоа што, види се, тука доаѓаме. Има многу куќиња. Да, тоа е тоа, значи твојата голема цел, твојата мисија во оваа инкарнација, не само што го имаш сонцето во знакот бик, него тука ти е тоа емцето, значи твојата мисија. Зашто си дојдена, зашто си дојдена во оваа инкарнација, тоа да го живееш, значи тоа градинарството, цвеќињата, добрата исхрана. Сега, едно прашање имам тука, дали ќе можеш да си замислиш да тоа го живееш, например, еве тоа да речеме имаш двор и да можеш да направиш нешто природна храна или нешто да продаваш такви природни работи. Дали можеш да си замислиш да биде тоа твое нешто, твоја цел, со која што можеш да се интегрираш, дали е тоа твое она? Не знам, можеби. Не сум размислувала, но да. Зашто тоа е твојата цел. Дека тоа можеш добро да го правиш, зашто ти во тоа ќе уживаш, едноставно ќе го правиш онака без да мислиш на тоа. Знаеш? Кога не мислам на нешто, а нешто правам, а со тоа произведувам нешто и со тоа се храниш и финансијално тоа те поддржува, па тогаш си среќен. Тоа е тоа, нашата цел, нашата визија. Може да размислим на тоа, може нешто да ти помогне некогаш да си размислиш тоа така, да го живееш. Дали можеш ли да кажеш дека си трпелив? Како, извини? Стрплива, дали се стрплива? Да? Да, сум трпелива, значи за некои работи што ќе си ги замислам, што ќе си ги посакам или имам трпение, ќе го исчекам моментот кога е вистински момент за да дејствуваме, да речам. Или види каков талент. Или ние сите сакаме нешто да си купиме, жените. Да, точно. Чекам моментот кога е прав момент, да, тоа на вистина да си го. Значи имаш толкаво трпелие и тоа е стварно нешто. Имам трпение, многу имам трпение за луѓето. Тоа е најважното нешто тука. Толеранција. Толеранција, има еден праг вака на толеранција. Кога тој праг ќе се помине, тогаш бегај од мене. Значи, тоа треба тука да пазите. Значи, како бикот го наљутите. Ја во коридата и не гледа пред себе кого повредува. Значи, кога го наљутиме бикот, бегаме. Не сакам јас да ги повредувам луѓето, баш. Да, разбирам. Али тоа е нешто многу добро што го имаш во тебе, затоа што само тоа стварно биковите највеќе го умеат. Затоа што сите други знакови тоа не можат да го направат, дури водените знакови тоа не умеат, затоа што бикот има толкава
водените знакови не, јас гледам, Ирка ми е риба, мада е уште малечка, ама не, она сака сега, одма веднаш. Да. Веднаш. Добро, тоа може и нешто друго да биде, не мора да биде тоа на рибата, меѓутоа сакам да кажам дека знакот бик е единствен, кој што е толку колку има толкаво трпение. И тоа е значи стварно нешто од Господ, што го имаш талент добиено во тебе. И тоа можеш да го користиш исто во твојот живот на било кој начин, во било која ситуација ќе ти носи среќа. Во ред, да идеме понатаму. Затоа што го имаш тука ти твојот познак е знакот лав. И лавот ја представува сигурно петата куќа во природниот хороскоп. Значи, петата куќа стои за креативноста, за децата, за играта, за све она што нас ни прави задоволство, што сакаме да го направиме, што за нас е нешто убаво. И ти си тука се асцендент. Кажи ми како ти го доживуваш овој асцендент? Дали тоа за тебе, значи сите што се родени како асцендент или како имаат сонцето во знакот лав, они се родени да бидат шеф, да бидат организатор на нешто. Дали ти тоа можеш да си го замислиш? Како шеф? Да. Размислувала, можеби можам, а како организатор, да. Тоа е исто, значи, тоа е организатор, шеф, кај што можеш нешто да, некоја група да водиш. Тоа можеш, имаш сигурно талент за тоа. Да бидеш самосталец, ете тоа е тоа. Лавот е роден да биде самосталец. Он не сака многу да работи за некој друг, него да работи за себе. Тоа е твојот потенцијал што го имаш. Тоа значи можеш да си го замислиш да биде твое, да речеме. Можам и од секогаш сум посакувала. Ете. И дури и можеби така сум воспитувана дека сам сите работи треба да си ги работиш сам. Да. Не треба да зависиш од никој, да бидеш независен. Видиш како тоа супер. И можеш се можеш да направиш сам. Тоа што можеш сам да си го направиш, не треба да го чекаш од другите. Да, браво. А за креативноста, дали си креативна? Дали уживаш во тоа, дали живееш некој дел од тоа, ти сигурно имаш некој креативни особини во себе. Дали нешто правиш за тоа? Па имам јас. Јас сум вистина многу креативна, затоа, например, кога некоја работа ќе ми се досади, многу брзо ми се досадуваат работите, што ќе ги совладаш и, например, еве, порано работев дома, хоби, изработував накид. Да. Значи, јас немав никогаш две исти парчиња. Секогаш бе различни. Значи, се е уникатно, затоа што гледаш нешто ново, тоа веќе што си го направил, нели, не е интересно сега пак исто, туку гледаш да биде сега нешто ново. И секогаш например, еве, пак поврзано нели со бикот. Да. И со например во кујната креативноста. Да. Јас не испаѓа како фалење, отила во вите сакаат да се фалат. Ја уживам во таа енергија, во таа лаоска, ја ги обожавам. Да. И значи јас буквално отварам фрижидер, отвараш некогаш што ќе јадеме, ништо нема дома за јадење. Значи јас навистина знам и сум способна од ништо да направам нешто и да направам супер ручек. Браво. Види каков талент имаш, тоа е тоа. Значи ти таа креативност више ја користиш. Околу тоа дека не е исто да биде. Една иста рецепта кај мене никогаш исто не се погодува. Значи јас ставам нешто друго, дали е колаче, дали е торта, дали е јадење, кај мене нема две јадења исти никогаш. Значи секогаш е различно. Различно. Па тоа е значи супер. Значи ти ја живееш таа лавовска енергија,
креативна енергија, значи сите лавови што се, они се креативни луѓе, затоа што стои тоа во петата куќа тебе, кај тебе тоа првата куќа, значи ти како действуваш на другите луѓе, како една огромна енергија да имаш. Не може тебе ништо практично да те сруши. Тоа е таа енергија, таа лавовска енергија. Баш супер, баш ме радува и дека си доста многу креативна. Користи го тоа е твоето, тоа го имаш тоа во себе. И сега нешто да позборуваме за твојот месец. Твојот месец се наоѓа во знакот Вага и во третата куќа. Како се чувствуваш кога си во некое друштво, или на кратко патување, или дали обожаваш да имаш контакти, да комуницираш, па стално да телефонираш, дали ти во тоа уживаш практично? Да. Не знам кој во друштво не ужива, стварно за мене е нормално да уживаш во друштво. Да, баш не е баш за сите нормално, меѓутоа кај тебе тоа доста многу нагласено, затоа што тука ти е месецот и месецот, значи тоа е она што мене ми прави задоволство, ја што сакам, каде што ќе ми се ослободи душата кога сум во друштво, или на кратко патување негде, или па да имам контакт со мојот комшија. Такви се тие со своите родители, со браќа, сестри, со пријатели. Тоа е тоа месецот во знакот Вага и дека не сакаш многу, тоа е доста дипломатичен знак Вагата, не сакаш кавги. Не сакам или ги обожаваш. Во последно време вака нешто многу повеќе сум бунтовна. Можеби секогаш сум била така малце, можеби тоа ми е од Венерата во Овен. Да. Така сум малце побунтовна и сакам да истерам правдина, ме нервираат неправдини, ме нервира некако кога буквално те прави, не знам, ти вреѓа интелигенција, нели? Да, тоа го има сигурно. Тоа тие случаи да им кажам дека не може да ми вреѓаат интелигенција. Баш супер. Значи, ти можеш да потврдиш дека тебе тоа задоволство ти е како е со пријателите, со друштвото. Можеш дека имаш и тука една добра, имаш тука месец со секстил прави со твојот Нептун во петата куќа. Како е тоа, го осеќаш кога месецот прави еден секстил со Нептун? Тоа е една фантастична енергија. Како тоа ќе го тумачиме? Тоа е една врста можам да ги осетам другите луѓе, значи ја осеќам нивната аура, нивната енергија, пред еден збор веќе да кажат. Дали ти тоа исто така можеш да го осетиш? Да. Да, ја пример, доаѓам на работа и само доволно ми да ја погледнам колешката и одма знам дека нешто и се случило. Не треба да зборувам. Знам дека се случило. Мајка ми кога ќе ја слушнам на телефон и по гласот ја знам дека нешто е. Не, ништо не ми е, ама јас знам. Да. Јас точно знам и кога приметувам така луѓе кои што се со таква негативна енергија и ти прават немир и секогаш она првиот, знаете како викаат, никогаш немаш втора шанса за прв печаток? Да. Тој прв печаток никогаш не ме лаже. Да, точно е тоа. Тоа е апсолутно точно, значи месец кога прави секстил со Нептун, тоа е една енергија каде што можеш да ги чувствуваш другите луѓе, ти ги осеќаш, ти ја прифаќаш нивната, дури што викаш, дури може да биде тоа на телепатски начин, да некого не го гледаш, знаеш, ако мислиш на некого само, знаеш како се он чувствува или она, или што е сега со нив. Значи, тоа е едно нешто супер. И тоа може исто да ти користи во животот за нешто позитивно. Тоа можеш секогаш ти е како една интуиција. Тоа исто интуиција ти дава, интуиција ти кажува ете ова, ете она, ќе биде и така можеш ти после тоа да се реагираш, тоа така да го интегрираш во твојот живот.
Да, супер, баш ме радува затоа што ја имам таа констелација исто месецот со Нептун, ја го имам тоа како конјукција и ја исто така ги осеќам тие случаи, луѓето осеќајот е тука многу, многу јак. Дали сега некој само може да го погледнам и знам што сака да каже или што мисли сега, дури до тој степен доаѓа. Да. Поред, сега за другата кармичка цел имаме тука кај тебе, а тие се месечните чворови, северниот месечен чвор се наоѓа кај тебе во знакот Рак. На 15-тиот степен. Значи, ако знаеме, ако ја земеме митолошката приказна, ќе видиме дека првите 15 степени и припаѓаат на Хера, а другите 15 степени им припаѓа на Цоес. Затоа што они меѓу себе они биле брачни пар, биле сестри во митолошката приказна и значи така е поделен знакот Рак. А баш тебе ти е тоа северниот месечен чвор ти е на 15-тиот степен, значи точно на средината на знакот, тоа што значи дека твојата цел, твојата кармичка цел, нешто ново во оваа карнација треба да научиш, а тоа е да бидеш родител, да се грижиш за некого. Дали е тоа сега кај тебе актуално? Ти кажа дека имаш ќерка, да? Да, јас сум родител, сум мајка на 2 прекрасни деца на кои што сум им посветена. Да. Значи семејството разликата е многу голема. Да, измеѓу деца. Да, измеѓу двете деца. Едното го буквално го пораснавме. Сега се ваќаме. Растеме друго. Ама затоа ќе те држат млади. Значи секогаш тоа има и нешто позитивно во тоа. Поголемо богатство нема на светот. Браво. Браво. Значи тоа ти ја исполнуваш, таа ти веќе живееш таа кармичка цел што ја имаш во оваа инкарнација. Значи јужниот месечен чвор ти се наоѓа кај тебе тогаш во знакот Јарец, каде што во поранешниот живот си живеела некој живот што ти е познато, кај што само си морала да работиш. Значи кај тебе е тоа така, кај што може фамилијата не ти била толку блиска или не се осеќала блискост во тогашната фамилија, а сега во оваа инкарнација тоа ти е задача која ја исполнуваш. Перфектно. Да. Перфектно. Баш ми е драго што разговаравме на оваа тема за малку да ја разјасниме што значи тоа сонцето во бикот, ако го имаме и ако е тоа нашата цел и што значи ако си асцендент лав. И па така да кажеме сега thank you. Фала многу за твојот разговор со мене. Ти благодарам многу што беше присутна, што беше искрена, што се зема време да разговараш со мене и ти посакувам за твојот живот многу креативни ситуации да ги користиш, што ти користат. Секогаш креативни треба да бидеме. Дали со, што викаш, со исхраната да нешто правиш, или па сигурно нешто да црташ, да сликаш, да тоа е исто твојот талент. Да. Кај што би требало некако да го користиш, затоа што тоа не прави секогаш среќни. Овој случај наоѓам начин секогаш да си најдам некое хоби креативно кое што ќе ме релаксира. Ете тоа, ќе те релаксира и сите им препорачувам сите да си го најдат својот креативен пат. Кој е мојата креативност? Не мора да биде тоа со уметноста, може да биде сосема нешто друго. И тоа е нашата цел, тоа да го живееме. Зашто? За да се релаксираме, за да се ослободиме од нешто, да биде нашата душа пак споена, да се споиме со нашата душа. Тоа е таа цел. И тогаш сме пак едно целовито битие. Во овој случај, кажувам thank you, благодарам многу што беше тука.
Ти благодарам што ме повика да ти бидам гостин и ми беше големо задоволство. Браво. Фала многу и многу среќа понатамо. Јас ти посакувам многу успешна работа. Фала. Благодарам, Кристинче. Ајде, уживај. Чао. Чао, чао.